Овде станува едноставно неподносливо. Ако не се превземе нешто, наистина мислам дека екзодус ќе се случи во нашата држава. И сега гледам овој овдека е Матијан со 3 бизниси лагодно живели се жале. Па тој е патриот. Нема потреба да се изложува на ризик, да го замараат со бизнисите и да го казнуваат, а сепак излага и кажува нешто за тебе да ти биде подобро. Он може ништо да не рече. Гледа дека другите луѓе не живеат како него лагодно и сака да живеат и другите како него лагодно. И ти зборува за и ти да можеш да имаш 3 бизниси, ти овдека коментираш, ама види овој со 3 бизниси лагодно. Он нема потреба да се изложува на било какви ризици. Нема потреба ништо да збори. Ама ете човекот излага и кажува нешто за доброто на сите. И на тебе. Е Матијан. Што е на вас проблемот? Мицко ли има поише право да збори за Македонија од Тоше Зафиров? Татко му го стеа да биде професор и толку. Што направил Мицко? Грујо го стави. Значи он не направил додадена вредност на државата, он стана професор и зимал плата од државата. Увредени Кос, ни рече вака Марта Косово. Како бе увредени од Марта Кос? А Мицко, Грујо, Заев, Таче, Шекеринска, Бучко, Љупчо, Бранко, 35 години што ве крадат, ве лажат, ве крадат и вие не сте увредени од нив. Како бе од нив не сте увредени, од Марта Кос сте увредени? Ој бе магла, ајде.